Добре дојде во студио за Емра Куртишова, актерка во театарот за деца и младинци. Вие денеска ја информиравте јавноста, најпрво преку социјалната мрежа Facebook, како велите Македонија стана затвор за ромите. Вие не сте актерка во театарот за деца и младинци, денеска сте пред се ромка. Апсолутно. За жал, во Македонија, да. За жал во Македонија сме поделени на македонци, роми и албанци. Имавте проблем на македонската граница, не бевте пуштени во авион, воопшто да ја преминете всушност границата на Скопскиот аеродром. Можете ли да кажете што се случи? Кога стигнав на пасошката контрола, прво што направив го дадов пасошот и картата. Потоа следеше прашање од вработениот каде патувам. Одговорив дека патувам кај сестра ми во Констанц во Германија. Ме праша на колку време, ме одговорив дека тоа се некаде околу 2 месеца и неколку дена. Значи не ги користам 3 месеци кои што се овозможени. Добро, следното прашање беше дали имам гарантно писмо. Му го дадов документот. Сега, гарантното писмо е копија, бидејќи градот кај што живее сестра ми е туристичко место и градот вели вака: кој што сака да го посети нашиот град е добре дојден. Значи они воопшто не издаваат такви документи. Дали тоа значи дека јас воопшто никогаш не ќе смеам да одам кај сестра ми затоа што нема да добијам оригинално гарантно писмо. Меѓутоа на гарантното писмо јас имам печат од градот. Имам 2 гарантни писма кои што едното е на македонски, другото е на германски. Меѓутоа очигледно дека печатот од градот не била доволна гаранција за тоа дека имам гарантно писмо. Кога го виде гарантното писмо, рече дека е неважечко и веднаш потоа му ја дадов потврдата од работа. Јас сум редовно вработена, како што кажавте, во театар за деца и младинци. Човекот читаше, предпоставувам не знаел што чита, па ме праша каде се наоѓа театар за деца и младинци, му објаснив и имаше реакција од типот па не важи ни ова и стана. Викам како може да не важи, викам дали не ви е доволна гаранција дека јас сум вработена, викам во државна институција. Не е доволна гаранција. Ние не работиме со копии. Во ред му објаснив дека градот во кој што живее сестра ми не издава гарантни писма и слично. На тоа добив одговор: не ти се валидни документите. Стана, ме однесе во просторија каде што ми ја поништи картата. На таа негова постапка следеше прашање дали ми ја поништувате картата. Ми одговори дека Визер се нискобуџетна компанија, така да не било страшно. Јас сум оштетена за 200 евра. За некого многу, за некого малку, меѓутоа причината за која што јас требаше да бидам кај сестра ми е тоа дека сестра ми е бремена и има патолошка бременост. Има препорака од докторот дека треба да лежи, дека треба да мирува. Низиниот сопруг работи и едноставно домашните работи не може самата таа да ги извршува, па јас требаше да одам со таа причина. Јас му кажав на вработениот дека дури не одам ни како турист. На тоа не добив одговор, беше љубезен, ме испрати до лифтот, се симна заедно со мене и ми покажа вака со прстот дека тука треба да си го пречекам багажот. И додека го чекав багажот, тоа беа најсрамните минути во мојот живот. Најсрамните минути. Зошто? Затоа што сите гледаа во мене буквално, затоа што вработените од аеродром ми приоѓаа, ме прашуваа која била причината зошто ме вратиле. Им кажав што е причината, имаше реакции срамота. Вработени во аеродром. Добро, се сомневате дека е причина заради тоа што сте ромка? Ова е чиста дискриминација. Значи, очигледно беше дека службеникот бараше влакно во јајце. Очигледно беше. А гаранција имаш? Имам. А потврда имаш? Имам. А кеш имаш? Имам. Па немаш. Ќе преземете ли следни чекори
Апсолутно. Случајов нема да го оставам да помине туку така. Што ќе сторите? Ќе поднесам пријава во Хелсиншки комитет, ќе поднесам пријава кај Народниот правобранител и ќе поднесам тужба до полициската, до пасошката контрола на аеродромот. Веројатно знаете, Основниот суд Скопје на крајот на мај 2014 објави дека донел прва пресуда со која се утврдува дискриминација врз основа на Закон за спречување и заштита од дискриминација. Тужителот било лице од припадник на ромска националност, му бил спречен да ја напушти територијата на Македонија. И со тоа судот смета дека било постапено спротивно на членот 8 од Закон за гранична контрола, се ограничува сушност право на слободно движење, право на еднаквост, права за гарантирани со член 9 и член 27 од Уставот на Македонија. Предпоставувам дека ваква одлука очекувате и од Основниот суд Скопје. Апсолутно се надевам на позитивен исход. Знаете како, луѓето од мојата национална припадност се почесто се враќани од аеродромот кај нас. Што е причината? Имам еден конкретен пример. Вчера, значи пред мене имаше семејство од 10 души, со деца, со бебиња, со се. И малото бебе беше ставено во колевка, и кога дојде на ред да се провери пасошот на бебето, мајката сакаше да го крене за да го види службеникот, службеникот ти направи онака као ворете. Кој е тоа бебе? И дојдов јас на ред, не знам што, јас не знам дали воопшто требаше да имам документација од критичната бременост на сестра ми, како причина наведена дека јас одам таму. Не знам кои документи веќе се. Јас пред да патувам се јави во аеродром и прашав кои документи ми се потребни и нагласив дека се работи за ромска националност. Затоа што го знам проблемот. Знам што може да ми се случи и ми се случи. Вие знаете дека Брисел донесе одлука, односно го проблематизираше најпрво безвизниот режим на Македонија. Так. И што доведе до инструкции од страна на Брисел до македонската влада да бидат заострени контролите и особено се мета, како што велите вие, ромите. Знаете ли за други случаи од вашата околина, вакви слични има случаеви, меѓутоа, знаете како, ќе звучи едноставно, ќе звучи просто, меѓутоа ќе го кажам. Луѓето кои што се враќани од аеродром не превзимаат ништо, се соочуваат со фактот дека па да, добро, ние сме роми, ете, тоа ни се случува, едноставно се соочуваат со проблемот. Јас овој пат не сакам да помине тоа туку така, како што напоменав, ќе поднесам тужба. Од целиот тој шок, на моја грешка, не успеав да го прочитам името на службеникот, меѓутоа тоа мислам дека не е некаков проблем кој што би спречил да јас го добијам случајот. Околу Брисел, кога ги донесе тие инструкции и го проблематизираше, како што кажав, безвизниот режим, инструкциите всушност се однесуваа на инклузија на ромското население во смисол развој на погодените, на луѓето каде што најмногу всушност има сиромаштија. Има ли некаков прогрес од тој аспект, во тој правец? Што се однесува до ворете, значи сакали или не, мора да се признае фактот дека се случи тој наплив на луѓе кои што бараат азил. Меѓутоа тоа не беа само ромите. Имаше албанци, имаше ајде да не ги набројувам. Зошто таргет група да бидат ромите? Затоа што јас сум потемна од вас? Не ми е јасно. Навистина, и во ред, кога е веќе таква работата,
Значи, нека селектираат правилно. Тие што им се сомнителни, слободно нека ги вратат. Јас имав цела документација. Не, ве прашав друго, да. Ве прашав друго, дали чувствувате некаква поддршка од страна на власта? Видете, значи случајов не сакам да премине во политичка насока. Поддршка, говорам за, ако Брисел инсистирал на економски развој, на погодените малцински групи, односно онаму каде што сиромаштијата е најголема, што најмногу ги погодува. Чувствувате ли дека повеќе се вложува во токму каде што вие припаѓате кај ромската заедница? Видете, во денешно време, значи има роми, млади роми кои што се навистина образовани. Сега, дали државата има возможила или... Невработеноста, сиромаштијата таму е најголема. Апсолутно. Детектиран е проблемот и за тоа ве прашувам дали чувствувате некакви подобрувања? Подобрувања во однос на образование има. Меѓутоа, луѓето кои што се образовани, се едноставно немокни, и тоа е тоа. Едноставно... Во кој смисол немочни? Дискриминирани ли? Прво дискриминирани и друга работа... На кој начин ја чувствувате таа дискриминација? Токму поради тоа што сме роми, токму поради тоа што сме потемни од другите. Но на кој начин? Во кои сфери? Во секојдневното живење, на кој начин? Апсолутно. Значи, јас имам случај случајот секојдневието. Се качувам во такси со татко ми и велам докаде? До Шутка. Не може. Не можам сега да возам до таму. Што е сега, дали вреди моето образование како ромка? Да, јас сум дипломиран актер, точно, меѓутоа не ги уживам правата во мојата сопствена земја. Образованието и култивираноста на останатите националности е потребно да биде таму, да веројатно да се вложат некакви напори, финансиска помош. Како се живее во Шутка, велите сте бареле, претпоставам дека живеете во Шутка. Како се живее, како живеат таму луѓето? Лошо. Лошо, поради тоа што, значи, прво ги немаме потребни основните потреби од типот во летно време немаме вода, немаме осветлување, улиците се такви какви што се. Впрочем, мислам дека таксистот баш поради тоа не сакаше да вози натаму. Дали кога говорите за условите на живење еве во Шутка и на вашите сонародници, дали сметате дека политичките лидерите кои се на ромските партии говорам, чувствувате ли дека имаат некаква платформа и програма која следат и на која работат всушност? Се борат ли тие за вашите права? Ќе ви одговорам на кратко. Јас воопшто не сакам да разговарам на таа тема, затоа што едноставно мислам дека не вреди да се прави тој муабет. Многу е јасно, многу е јасен одговорот на вашето прашање. Како сте прифатени во театарот за деца и младенци? Одлично. Тоа е едно големо семејство. Претпоставувам и на ФДУ сте биле одлично прифатени. Така. Воопшто, ова беше прв пат по 28 години ми се случи дискриминација. Немам зборови за да опишам колку грозно чувство беше. Знаете како, јас цел мој живот се дружам со македонци. И ниеднаш, ниту еднаш... дружења со македонци, дружења со роми, со албанци, какво општество станува? Никогаш не сум почувствувала дискриминација од моите пријатели.
ме прашавте на работа. На работа ми е одлично. Значи, како што спомнав, тоа е едно големо семејство. На сцена? На сцена исто. Публиката како ве чувствува, како ве доживува? Исто. Тоа е, добивам неверојатен фидбек од публиката во позитивна смисла. После премиерите разговарам со колеги, со познаници, со луѓе кои што прв пат ги гледам, реакциите и разговорот со мене им е баш нормален, мислам, не знам што ми фали, не знам, дрогови имам на главата веројатно, па се случи тоа што се случи. Шок ми е, бидејќи прв пат ми се случува ова и просто не ми се верува дека го доживеав тој срам на аеродром. Не ми се верува дека дочекав да ми се случи такво нешто. Вашите сонародници веројатно секојдневно се соочуваат точно со ваков тип на дискриминација. Вие го имате луксузот, за жал, што сте актерка во театарот за младинци и деца, сте соочени со поинакво обкружување, поинтелектуално се разбира, уметничко обкружување, но вашите сонародници секојдневно го имаат овој проблем. За жал, и токму поради тоа не се превзима ништо. Јас, како што кажав на почетокот, се случува да ги вратат и нервозата е 2-3 дена, поминува и работата останува таква каква што е. Меѓутоа, јас нема да дозволам ова да продолжи да се случува. Самата сум свесна дека нема да направам ригорозна промена. Свесна сум за тоа. Меѓутоа, јас како единка сакам да ги уживам правата во оваа држава. Ви благодарам што Ви благодарам и на во вас. студија.